Скопското основно јавно обвинителство ја завршило истрагата за предметот за злоупотреби со терапија на клиниката за онкологија, но дали, кога и против кого ќе биде поднесено обвинение, од јавното обвинителство засега се воздржани во одговорот, појаснувајќи дека е во тек фазата од постапката во која течат роковите предвидени со Законот за кривична постапка. Според телевизијата Телма, роковите од Законот за кривична постапка наведени во кусиот одговор од обвинителството се однесуваат на одбраната која треба да во рок од 15 дена направи увид во доказите и евентуално да достави своји. Шефот на основното јавно обвинителство Скопје, Гаврил Бубевски, во телевизиско гостување на почетокот на месецов, рече дека во моментот нема потежок случај во обвинителството од предметот онкологија, затоа што многу судбини се во прашање. Обвинителството може и ќе ги казни сите оние што презеле действија што не смееле да ги превземат во рамки на нивните овластувања и како лекари и како директор. Потоа, што не направиле, а требало да направат, и што направиле, а не смееле да направат. Во таа насока се и вештачењата и детали од нив ќе бидат презентирани кога ќе имаме соодветен јавно обвинителски акт, рече Бубевски на 4 февруари во интервју за телевизија Телма. Во истрагата осомничени се двајцата поранешни директори на клиниката за радиотерапија и онкологија, Никола Нино Васев, екс-медицински директор на клиниката, и Нехат Нухи, поранешен организацијски директор на онкологија во периодот од октомври 2021 до април 2022 година. Основаните сомневања за кои ги товареше обвинителството во истрагата се однесуваа на два моменти: дека во нетранспарентни постапки, без објавување јавни огласи, за време на нивното директорување биле набавувани лекови на реверс. На овој начин се создавал вишок на лекови и терапии. Вториот момент е дека биле пропишувани повеќе лекови, односно била раздолжувана вишок терапија од тоа што требало да го примат пациентите. Каде одел тој вишок, треба да биде познато откако обвинителството ќе објави детали за завршувањето на постапката и при евентуалното покренување обвинение. При изведување на градежни работи во Битола пронајдени се 206 артилериски гранати од Првата светска војна. Арсеналот бил пронајден во текот на вчерашниот ден, а околу пладне случајот бил пријавен во СВР Битола. Во пријавата се вели дека при изведување на градежни работи биле пронајдени 206 артилериски гранати калибар 75 мм кои потекнуваат од Првата светска војна. Од МВР соопштуваат дека гранатите биле безбедно подигнати од пиротехничар од Дирекцијата за заштита и спасување Битола. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани утрово остварил средба со новоименуваниот известувач на Европскиот парламент за Македонија, австријскиот европратеник Томас Вајц. Како што соопшти од Министерството за европски прашања, средбата се одржала во пресрет на 23-тиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет Македонија Европска Унија, кој представува важна можност за продолбочување на дијалогот и за цврстување на заедничката заложба за европската иднина на земјата. Муртезани и Вајц укажале на значењето на овој форум како простор за конструктивна размена на ставови и унапредување на соработката со цел побрза интеграција на Македонија во Европската Унија. Во фокусот на разговорот беа реформската агенда и планот за раст на Европската комисија за Западен Балкан како двигатели на евроинтегративниот процес. Министерот Муртезани истакна дека Македонија останува посветена на клучните реформи во владењето на правото, борбата против корупцијата и економскиот развој, нагласувајќи дека овие напори се од суштинско значење за напредокот во пристапните преговори. Европратеникот Вајц ја потврди поддршката на Европскиот парламент, нагласувајќи дека доследното спроведување на реформите ќе биде клучен фактор во следната фаза од процесот, се вели во соопштението од Министерството за европски прашања. Македонија е делумно слободна земја. Ова е оценката што земјава ја доби за 2024 година од организацијата Freedom House во својот најнов годишен извештај Слобода во светот, во кој на глобално ниво го оценува пристапот на луѓето до политичките и граѓанските права и слободи. На скала од 0 до 100 поени, на која 0 поени означуваат неслободна, а 100 поени слободна земја,
Македонија во 2024 година е бодувана со 67 поени, исто како и на рангирањето за 2023 година. Без постигнат напредок, земјава останува на позицијата делумно слободна од друштво на останатите земји од Западен Балкан. Од земјите од соседството напредок за 1 поен во однос на 2023 година има Босна и Херцеговина, а пат од 1 бод има соседна Србија. Као останатите земји од Западен Балкан, како и кај нас, нема ниту напредок, ниту уназадување во однос на рангирањето од 2023 година. Покрај државите од Западен Балкан, на ниво на Европа, оценката делумно слободни земји во 2024 година ја добија Унгарија, Украина и Молдавија. Во извештајот објавен денеска, Freedom House нотира дека минатата година слободата на глобално ниво е опадната 19-та година поред и забележено е засилување на авторитаризмот. Кај 60 земји е забележено влошување, а кај 34 подобрување на политичките права и граѓанските слободи. Во Скопје, Струмица и во Ротимље, близу Мостар, денеска ќе бидат одбележани 21 година од авионската несреќа во која животот го загубија поранешниот председател Борис Трајковски, членови на неговиот кабинет и екипажот на авионот. Председателот Борис Трајковски загина на денешен ден во 2004 година во авионска несреќа во близина на Мостар. Во несреќата покрај Трајковски животот го загубија Димка Илкова Бошковиќ, Ристо Блажевски и Анита Кришал-Лозановска од кабинетот на председателот, Миле Крстевски од Министерството за надворешни работи, Борис Велинов и Аце Божиновски, членови на обезбедувањето, и пилотите Марко Марковски и Бранко Ивановски. Владиниот Кингер, со кој председателот Трајковски патуваше на меѓународна конференција за инвестирање во Босна и Херцеговина, на 26 февруари 2004 година се урна во атарот на Матик Брдо кај селото Хусковики во близина на Мостар. Авионот требаше да слета на мостарскиот аеродром во 8 часот по локално време. Остатоците беа пронајдени 24 часа по паѓањето на авионот. Првичната истрага што ја водеа надлежните македонски и босански органи покажа дека причина за уривањето се пропусти на екипажот направени во процедурата за приоѓање на аеродромот Мостар во услови на сложена метеоролошка состојба, густа магла и облачност. На барање на македонските власти по собирањето на дополнителни докази од страна на македонското МВР беше отворена нова истрага во јануари 2013 година, што ја водеше меѓународен тим предводен од Омер Кулик. И во нивниот извештај, како клучни причини за несреќата, беа наведени грешки на екипажот и системски пропусти. 9 амбасадори ќе се вратат во земјава до крајот на март, откако, како што информираат од Министерството за надворешни работи, им завршил мандатот. Во однос на постапката за отповикување на определен број амбасадори, информираме дека Министерството е во редовна и континуирана комуникација со кабинетот на председателот на државата. Преку официјален интерен комуникацијски систем, досега 9 амбасадори се известени за завршувањето на нивниот мандат. Во наредниот период се очекува председателот да ги потпише указите за нивно отповикување, изјавија од Министерството за надворешни работи. Во земјава треба да се вратат Мето Белески Брисел, Катерина Ставревска Лондон, Зекир Рамчиловиќ Подгорица, Пајо Авировиќ Опсе, Емил Крстевски Прага, Јакуп Реджепи Сараево, Агнеза Руси Софија, Дженг Сейфула Стокхолм. Претходно беше објавено дека поранешниот амбасадор Љубомир Фрчковски сериозно го злоупотребил буџетот, предизвикувајќи 6-цифрена штета во евра. Муцунски најавува одговорност за Фрчковски и рече дека истрагата ќе заврши до крајот на овој месец. Освен Фрчковски, актуелен беше и случајот со отповикување на Андреј Жерновски, за кого на 14 февруари во службен весник беше објавен указ за негово отповикување од страна на председателката. Во рамки на вчерашната акција која е спроведена по наредба на судија на претходна постапка, извршени се 2 претреса од страна на Министерството за внатрешни работи и од слобода се лишени 2 лица кои имале менаџерски функции во затворот Скопје, изјави денеска министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во текот на посетата на Штип.
Тој посочи дека наводите кои што ги имаат констатирано од досегашните докази им даваат основи на сомнение дека затворот Скопје досега функционирал повеќе како туристичко угостителско правно лице, отколку како затвор кој треба да се грижи за осудени лица согласно законски одредби. Цениме еднаш за секогаш дека ваквиот начин на злоупотреба на македонските граѓани треба да заврши во рамки на овие институции, заради тоа што сите услови кои што им биле возможувани на осудените лица, а тоа согласно закон не им следувало од типот на приватни посети да бидат изнесувани од 8 до 10 часа во текот на денот надвор од затворот, со затворско обезбедување, со службени возила, со службено гориво и со прекумерни сати исплатени не од некое приватно правно лице, туку од џебот на македонските граѓани. Навистина сметам дека треба да остане во забора за секое едно дејствие кое што е од овој тип треба да има соодветна постапка. На крајот ќе оставиме на судот дали ќе одлучи да изречи соодветни санкции, изјави министерот Тошковски. Министерот за внатрешни работи Тошковски потенцира дека ова, освен што ќе делува репресивно за конкретните лица, ќе делуваат и превентивно од аспект на тоа и да се упати порака до јавноста дека неказнивоста останува во заборав во Македонија и конечно законот важи еднакво за сите и се применува како што доликува на една европска држава. Прашан дали имаат сознание дека вакви работи се случували и во други затвори во земјава, Тошковски со одговор дека хотел Промаја не било само во затвор Скопје, туку имало и во некои други затвори во земјава. Имавме преземено процесни действија, односно поднесовме кривична пријава во изминатите неколку месеци и за еден друг затвор, кој што беше менаџиран од исто така одредени лица, кои што незаконски постапувале во делот со осудените лица. Така што ова не е прв случај кој што го работиме од овој тип и за кој што поднесуваме кривични пријави. Верувам дека во иднина ќе следат и други постапки кои што ќе бидат поврзани со сличен тип на криминалитет, изјави Тошковски во текот на посетата на Штип.